тој епитет најубав плански регион не се кажува секаде од куртоазија, него навистина е така. Овој регион навистина има некои карактеристики кои го одделуваат од другите. Пред се, можеби, една од главните карактеристики е тоа што е единствен плански регион кој што граничи со две држави членки на Европската унија. И потоа е, можеби, една од карактеристиките кои го одвојуваат. Но се разбира во позитивен смисол и некако негативна компарација со другите. Почитуван државен секретар во Министерството за локална самоуправа, господин Кирил Баталов, почитувана директорки на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, господин Ѓуркова, почитувани представници од Швајцарската агенција за развој и соработка, почитувани гости од Република Бугарија, почитувани колеги градоначалници, почитувани представници на општините од Југоисточниот плански регион, почитувани дами и господа. Ми представува чест и задоволство да ве поздравам и да ви посекам добре дојде во Струмица на оваа меѓународна конференција за равномерен регионален развој во Југоисточниот плански регион. Како градоначалник на општина Струмица, но и како председател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, чувствувам потреба да го истакнам значењето на оваа меѓународна конференција, која е од есенцијално значење за понатомошниот развој на овој регион, и да изразам јавна благодарност на Министерството за локална самоуправа при владата на Република Северна Македонија и на Швајцарската агенција за развој и соработка за целокупниот ангажман и финансирање на проектот одржлив и инклузивен равномерен регионален развој, кој се наоѓа во прва фаза. Дел од тој проект е и ова дводневна меѓународна конференција која преку презентации, панел дискусии и споделување на добри практики од разни области има за цел да ја подигне свеста за равномерниот регионален развој, но и да поттикне соработка и вмрежување на клучните чинители од регионот кои придонесуваат за регионалниот развој. Имајќи ги во предвид спецификациите на југоисточниот регион, чинам дека е повеќе од неопходно максимално да ги ползуваме предностите на истиот, а да работиме на намалување, минимизирање на слабостите со кои овој регион се соочува. Во таа смисла, на апострофирање на предностите, значајно е да се спомне дека ниту еден друг регион во нашава земја не ја има предноста на обкружување што ја има југоисточниот плански регион, кој е единствениот што гравитира со две земји членки на Европската унија. Ако се земе и се знае дека првата сесија на оваа конференција се однесува токму на регионалниот равномерен развој во процесот на приближување кон Европската унија, тогаш е повеќе од јасно дека на овој план може да понудиме квалитетни решенја и ангажмани кои ќе бидат од голема полза за овој наш регион, но и за државата воопшто. Искрено ме радува што на конференцијата ќе се разговара за многу важни теми како што се млади и образование, инфраструктура, мали и средни предпријатија, животна средина, информатичко-комуникацијска технологија, граѓански организации, туризам, кои се значајни за равномерниот развој на регионот, како со својата особеност, така и со својата комплементарност. Вреди на крај да се истакне големото ангажирање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за реализација на проектот и на оваа меѓународна конференција. Ви посакувам на сите плодна и успешна конференција со надеж дека бенефитите од заедничката посветеност на равномерност, на равномерниот регионален развој во нашиот регион ќе ги почувствуваат сите безмалку 172.000 граѓани кои што живеат во него.